Еврејската заедница во Македонија денеска одбележува 71 година од депортацијата на над 7000 евреи од Македонија во нацистичкиот логор Треблинка. Според податоците на Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите, во Велес 1943 живееле две еврејски семејства. Канцеларијата на Државниот архив во Велес пак располага со податоци за само едно од нив, семејството Ково. Според директорот на Меморијалниот центар, во Велес живеело и семејството Бити, кое се занимавало со фармација и медицина, а во 1948 се сели во Израел. Градот Велес е еден од 4 градови во Битола во кои што денеска повеќе нема евреи. Во 43-та година депортирани се фамилијата Кова, која што било 4-члено семејство и кои што никогаш повеќе не се вратиле во Велес. Во Велес живеела уште една фамилија кои што биле апотекари и кои што благодарејќи на тоа што биле апотекари се спасени и не биле депортирани. Она со кое што располагаме како податок е дека по депортациите 43-та година дојде уште една еврејка која што е родом од Србија, меѓутоа била главен доктор во Велес. Тоа е Јелена Ишахидвеги. Податоците на архивот говорат за судбината на еврејските семејства. Бугарскиот окупатор во тоа време им го конфискува имотот на овие семејства и потоа го продава, за што докажуваат и писмените документи. Садикарио смета дека на Велес му треба споменот белешје со кое ќе им се оддаде почит на евреите кои ја доживеа трагичната судбина. Градоначалникот Шадиев пак вели дека доколку општината добие писмено барање, ќе постапи по него. Ние во секој случај треба да добиеме официјално барање. Устните барања се една категорија, ќе оствариме средба без никаков проблем со директорот. Значи и ќе видиме што тоа ќе доставиме до Советот на општина Велес и нема никаков проблем и Велес да го направи она што треба да се направи. Во Меморијалниот центар на Холокаустот синоќа беше отворена изложба на израелката Сара Ајник, која пред неколку дена во Велес ја представи изложбата Јас, ти, оние, што говори за трагичната судбина на евреите.